И почитувани мои, време е да продолжиме со подкастот кој го најавувам подолго време уназад. Овој подкаст првично се замислуваше поинаку, меѓутоа има време доволно да размислам, да поразговарам со мои пријатели во склоп на салонските приказни во самиот салон и да открием за што сакаат да зборуваат. Забележувате дека на овој подкаст редовно ќе се слуша музика, и то одлична музика. Во моментот и слушаме Нумерата без тебе од Оливер Драгоевиќ во блуз верзија, да замислете, создадена од вештачката интелигенција. Чудо прави. Ова е Sound No Comment. И со тоа мислам дека стар ќе видиме поразлични од сите останати. Се уште сме во домашни услови, може би така ќе се продолжи, меѓутоа сметам дека тоа не е воопшто битно, битна е суштината, не е битна формата. Сите што разговарав, сите ми сугерираја да разговарам за она што редовно тие што ме следат го пишувам на социјалните мрежи, поточно на Facebook, дека треба да продолжам со истото. Не ми заберувајте, пред мене интерфејсот, звучната карта, дополнителни помагала за пуштање музика, така да сум овде и режија, и монтажа, и камерман, и презентер, како и да сакате ме викате, меѓутоа иш да не берите гајле, јас кога не берам гајле, вие ама ич немате потреба да берите гајле. И сите да продолжам, дали со тоа зборува и добро, и што е тоа. Па еве за дупките на улиците, за несредени паркови, за џубре, за спортските сали, стадионот, фудбалот. Ќе зборувам и за тоа. Меѓутоа, ова е една друга форма, малку поинаку спакувано, малку поинаку презентирано, бидејќи сметам дека ниту можам, ниту имам право да ги менувам оние кои се одговорни за сите овие срања што ни ги прават. И сметам дека не се вредни повеќе за наше внимание. Туку ќе се насочам спрема оние кои се вредни за нашето внимание, а за жал заради овие претходниве не може да дојдат до израз, и не само што не може да дојдат до израз, туку се маргинализирани во секој поглед. Единствено што бев убеден од сите тие сугестии што ми ги даваат пријателите и од оно што го гледам во моето скоро 30 годишно работење во салонот, впрочем затоа и подкастот го крстив салонски приказни. Видов дека во нас имаме голема емотивна празнина, во нас имаме еден голем гнев. Во нас имаме голема поделба, имаме голема раслоеност меѓу сите нас и единствено и само имаме расправи од кои ние само губиме, а една шака јадови, што се вика некој си наводен политички свет и олигархија, добро си заработува на тоа наше лудило, таа наша глупост. Направив еден запис, така да го ставам на електронска хартија. И да позборуваме малку за таа тишина која владее меѓу нас. Таа тишина едноставно мора да
добро да ја пуштиме во етер. Не смееме да дозволиме таа тишина да биде потисната од овие гласниве, од овие невредниве, од тие простите, полуписмените и се разбира од најбитните, во наводници, клиентелистите. И кога се работи за таа тишина, сакам сега да ви произнесам што јас мислам за таа тишина меѓу нас. Понекогаш ми се чини дека луѓето не зборуваат повеќе. Само се слушаат себе си. Како да станавме острови, одвоени со вода од недоизречени зборови и премолчени болки. Секој си гради ѕид, секој си вели мене не ме допира, мене не ми е гаѓе, внатре празнина, тивка, студена, нераскажана. Некогаш зборуваме со очи, секој кога зборуваме, зборовите немаат душа. Лајкови ги заменија прегратките, а дистанцата се представува како слобода. Но не е. Тоа е страв. Страв да не повредат повторно, страв да не се отвориме, страв дека ако некому кажеме како сме, че не осуди или ќе си замине или ќе бидеме погрешно можеби сватени. И затоа молчиме. Молчиме додека болката расте, додека празнината се шири, додека срцата се ладат, како прозорот кој одамна е тргната завесата, дува од сите страни, но никој не гледа надвор. Станавме уморни од луѓе, а гладни за човек. Од еден, со кој нема потреба да глумиме, со кој тишината не е празна, туку е дом. А денес, за жал, повеќе се делиме отколку што се поврзуваме. Политика, ставови, гордост, суета, фрустрираност, неспособност, се станува причина за разделба меѓу нас. Никој не се бори за врска повеќе, сите се борат да бидат во право. Сите се борат само да бидат слушани, никој не сака да слуша. И додека така си стоиме, во секој од нас расте едно мало прашање. Каде сгрешив? Може би тогаш кога престанавме да слушам, може би тогаш сгрешивме. Може би кога почнавме да се споредуваме со оне другиот. Може би кога дозволивме болката да стане нормална, ненормалното да стане нормално, а блискоста да стане ризик. И така тивко станавме генерација што има се, а сепак недостасува она нешто што не се купува. Тоа е присутност, тоа е разбирање, тоа е топол допир, топол глас, топол збор, топол поглед, чисто онака како си да те прашаме, што не е формалност, едноставно е грижа од мене кон тебе и од тебе кон мене. Многу добро вели сада ти покажем љубов, Джеј, а ти би се нагла смеала. Има многу вистина во тоа. Епа, пријатели мои, може би е време да застанеме, да кренеме малку рачна, да прешалтуваме некои брзини, да почнеме од лер, да се вратиме на едноставните нешта, да слушаме без да судиме, да сакаме без да поседуваме, да простуваме без да броиме рани. Иако некогаш се прашуваме дали може повторно
да се почувствуваме поврзано. Мене ако ме прашате, јас секогаш ќе речем да. Можеме повторно се почувствуваме поврзано. Во позадина ќе пуштиме уште една песна интересна, пред да продолжам. Повторно создадена од вештачката интелигенција, страшно добро нешто, песната е замислете од Сиден Сакич и се вика живот да стане несмет. И живот да стане несмет. Бидејќи сите под кожата сме исти. Човек што сака да биде сакан, душа што сака да припаѓа, срце што сака некој да го прочита без да биде објаснувано. И може би таму, во таа искреност, во таа ранливост, ќе најдеме повторно топлината меѓу нас. И таа тишината ќе ја направиме да биде силен глас, силен крик. Сакам сега да ве оставам сите заедно да поуживаме во оваа одлична верзија, овој одличен саунд. Да ми станете така здрави и живи, а јас за скоро ќе ви се јавам со некоја нова тема. Да, осмехни се сваком ко те сретне, а прije тога не спуштај на прозоре ролетне. Stane ne sme, život da stane ne sme. Јас сум Крешо Здравески, го гледавте подкастот со име Салонски приказни. Запратете нашиот YouTube канал Крешокаст, заследете не на нашата Facebook страна Крешимир Здравески со кирилично писмо во заграда Крешокаст. Како што велат, стиснете subscribe, споделете. Ако ви се допаѓа, гледајте ме, следете ме. Ако не ви се допаѓа, бидете здрави и живи, не мора. Ако имате некоја добра тема која сакате да ја презентираме, да ја разработиме, да ја поразговараме, слободно оставете во коментар. И јас, драге волје, ќе се потрудам да направам нешто и за таа тема. Поздрав!